Ако се погледне на двојките за последното есенско коло во втората фудбалска лига на Македонија, не би требало да се очекуваат некои посериозни поместувања на второлигашката табела, како на врвот, така и на дното во борбата за опстанок. Тешко е да се верува дека Караорман може да го победи Детонит Плачковица за евентуално да избие пред Осогово, доколку кочанчани бидат поразени од Битола. Мали се шансите и на Каменица Саса да направи изненадување во Неготино против Вардар, како и на Осогово против Пелистер. Со такви исходи, тоа би значило трите екипи да ги задржат сегашните бодовни салда и позиции на табелата. Прилепска победа исто така има мали шанси против лидерот Беса, што значи дека ќе остане со 15 бода. Единствено Вардар Неготино со евентуална победа може да се искачи на 18 бода и некое место погоре на табелата. Тоа што ги интересира набивачите на Осогово е дека не се очекува драстична промена и бодовна разлика помеѓу екипите кои напролет ќе се борат за опстанок, што значи дека Осогово има реални шанси да се избори да опстане меѓу второлигашите. Но за тоа ќе треба добра анализа и уште подобра стратегија. Инаку, во последното 15-то коло се стркјаваат Кожув, Охрид, Лихнидос, Караорман, Детонит Плачковица, Вардар Неготино, Каменица Саса, Скопје Новаци, Аресими Беласица, Беса Победа, Тетакс Башкими и Пелистер Осогово.